kam kënaqësinë shumë të kem të ftuar në studio një prej mikeve të mia edhe kolegeve të mia, më të mira, për të folur për varfërinë menstruale, një temë shumë e nevojshme në vendin tonë për të folur. Shumë kënaqësi të kem bashkë me mua sot Теодора Милевска nga Период Скопје. Mirë se erdhe, добре дојде. Добре најдов, Рита, и ти благодарам многу на поканата. Ние зборуваме вака секој дневно за менструалната сиромаштија, за менструациите, за некои работи што не се дискутираат многу во општеството, но еве имавме и меѓународниот ден, нели, во менструалната хигиена, мислам крај на мај беше тоа, па сакав да разговарам малце и на оваа сезона, затоа што секоја сезона мислам дека треба да се повтори оваа тема. Колку е важно еве да почнуваме од тука медиумите да зборуваат прво за вакви теми? Мислам дека е многу важно и многу е важно како зборуваме исто така за менструацијата. Генерално не сметам дека менструацијата е тема која доста медиумски беше покриена во минатата. Последниве неколку години гледам многу убав пример од страна на различни медиуми кои покриваат оваа тема и особено прашањето на менструалната сиромаштија и стигмата рака под рака кои идат. Вие имавте неколку активности. Јас би сакала да почнуваме од менструалната сиромаштија. Прво што значи, затоа што знам дека многу луѓе и не го прифатат тоа како нешто што постои. Значи менструалната сиромаштија е релативно нов термин во нашиот јазик, јас би рекла, од пред неколку години, тоа не значи дека е увезен термин. Кога зборуваме за менструална сиромаштија, не зборуваме само за недостаток на менструални производи, без разлика дали е тоа поради нивната цена или поради тоа што не се достапни во маркетите. Туку исто така зборуваме за недостаток на добра инфраструктура. Зборуваме за недостаток на соодветни тоалети, немање на чиста вода за одржување на менструалното здравје, понатаму незборувањето за менструација во склоп на формалното образование е исто така важно како информациите за менструалното здравје. И на крај секогаш ги оставам политиките, односно недостатокот на политики кои нели охрабруваат или овозможуваат лицата кои менструираат, девојчињата и жените, да го исполнат својот целосен потенцијал. Дефинитивно. Каква е состојбата во Македонија со менструалната сиромаштија, што од податоците што више ги имате? Значи, едно од најсеопатните истражувања на оваа тема, Менструална правда, која беше издадена во 2021 година, од кои наудите беа загрижувачки. Најголем дел од жените и девојките, односно средношколки, кои беа таргет група на ова истражување, не знаеа што е менструална сиромаштија, а една во 4 од жените и една во 5 од девојчињата барем еднаш во животот биле во ситуација да немаат менструален производ, во овој случај вошка или тампон, и истите морале да користат некоја друга алтернатива. Дали е тоа тоалетна хартија, дали е тоа некако вид на ткаинина или пак други работи, така што е генерално загрижувачко нивото на менструална сиромаштија и намањето на производи. Дополнително Институтот за јавно здравје излезе пред некоја недела со студија во однос на тоалетите во средните училишта и морам да кажам дека е загрижувачки, бидејќи еден од наудите беше дека голем дел од децата го зголемуваат својот ризик за уринарни инфекции поради користење на несоодветни тоалети, нечисти тоалети, немање на вода, тоалетна хартија или пак сапун во самите кабини. Значи, главни работи немаме во училишта, па не да зборуваме за да имаме бесплатни менструални производи и други работи. Спомна некои алтернативи што ги користат жените, колку тоа е небезбедно за нив. Небезбедно и ризично од страна на, мислам, за здравјето. Многу е небезбедно, бидејќи самиот дел кај постојувањето на менструалните производи има малку поабсорбирачки својства и нели не користењето на соодветни менструални производи, неменувањето исто навремено на истите и секако самиот пристап на вода кога најчесто се користат вакви алтернативи, дополнително доколку станува збор за нечиста вода го зголемува ризикот за развивање на различни инфекции. Така што кога зборуваме за менструална сиромаштија не зборуваме само за немаш производи, туку зборуваме за ризик по здравјето на девојчињата и жените, не само за целата нивна добросостојба, но исто така и за нивните можности во општеството за работа, за образование, за секакви можности за напредување. Затоа е доста подеднакво и здравствено, но и социјално прашање на кое треба да се работи. Дефинитивно. Зошто има менструална сиромаштија?
Па мислам дека генерално живееме во Македонија, живееме во Скопје последниве неколку месеци и гледаме дека цените се зголемени на голем дел од производите, иако пред една и по година се намали данокот на менструалните производи од 18 на 5% и имаше поевтинување на просечно 20 денари од пакетче, сепак нели економската состојба на голем дел од населението, како што зборуваат одредени истражувања, прагот на сиромаштија и така влијае на тоа луѓето, особено жените да не ги стават, нели, наместо да купиш волшки, ќе си купиш леп или храна, па така не се приоритет, бидејќи сметаме, нели, окей, може да се скрати на ова, тоа е првото место каде што се крати во едно семејство. Дали се свесни институциите прво, па и дали сме ние свесни како општество дека такво нешто постои? Многу сум поделена како да одговорам на ова прашање, затоа што одиме на терен, и сега имавме филмски караван за менструална сиромаштија и голем дел од особено младите луѓе со кои работиме се свесни за овие работи. Од друга страна, па кога креираме содржини, кога ставаме работи на социјалните мрежи, често сме и мета на коментари од типот на за ова нема потреба да се збори, ова е веќе надмината. Така што мислам дека има една можеби поделеност, би рекла и некогаш интергенерацијска во однос на како го прецепираме истиот проблем. Генерално јавната нели свест, кога стојаме во збор за институциите, мислам дека ние имавме една добра основа што беше менструална правда студијата, што ни овозможи да избуткаме една нели смена на политика, тоа беше данокот, но не треба да се опреме тука. Секогаш ова го повторувам затоа што мислам дека треба да бидат потсетники за нели нашите влади и државни институции, дека постои акцијскиот план за млади и во скопното акцијски план за млади се предвидени бесплатни менструални производи во основните и средните училишта низ целата држава. За жал, тоа се уште се нема случено на едно национално ниво, но морам да кажам дека оваа недела бев во Кавадарци, каде што на иницијатива на координаторката за еднакви можности во Скопно општината издействува да бидат испринтани 3 диспансери поставени во 3 средни училишта во Кавадарци, каде што полнењето сега на почеток ќе биде на база на донација од локална аптека, а понатаму зборувавме и за нели вклучување на менструалните волшки како многу мала минимална ставка во буџетските планови на училиштата за тоа да се континуира. Па се надевам дека ова ќе биде нели еден пример по кој ќе следат другите. Во Скопје имавме неуспешна иницијатива пред 3 години за бесплатни менструални. Да прашам, да. Значи има други алтернативи како може да функционира тоа? Да, и многу е важно на локално ниво да се действува и многу е важно да се работи со општините, да се работи во делот на градење на капацитети. И секако мислам дека ниедна бројка нема да нели направи никаква промена кај луѓето, дека не ги видат приказните кои стоат позади овие работи, па така ние на терен знаеме дека голем дел од луѓето, не голем дел, но имаат споделуваат дека знаат случаи каде што немаат некои деца волшки. Исто така тоалетите се топ омилена тема за младите, пошто кога ги прашаш како се тоалетите кај вас, се така викам добро, што фали? Од каде да почнеме? Тоалет, сапун, вода. Во некои случаи, особено во женските тоалети, зборуваме и за безбедност. Дали може да се затвори таа врата или одиме 2 по 2 во тоалет, пошто тоа е нешто што си го прифаќаме културолошки, бидејќи само девојче во тоалет да оди, тоа е веќе очигледно мета на никаква небезбедност во училиштата. Дали сте разговарале со училиштата, што викаат директорите? Дали и оние сакат да придонесат на овој начин? До сега не сме имале некоја иницијатива од самите училишта, тоа морам да кажам. Најчесто, особено ние директори, сме имале некоја соработка со наставничкиот средни училишта кои ќе ги испратат учениците да следат работилница или филмски караван, но мислам дека поради финансиската импликација на воведувањето на менструални волшки, често стојат на маргините на тоа дали ова да се направи и онаа класика во македонската бюрократија кој треба што треба да прави, дали општините
директорите се оние кои треба да преземат иницијативата за вклучување на буџет, дали се училиштата и директорите, и секогаш се губиме во lost in translation, изгубени во преводот кога станува збор за вклучување на вакви иницијативи, но еве се надевам дека од септември ќе видиме како ќе биде во Кавадарци, ќе видиме како директорите и директорките се чувствуваат за ова и се надевам дека ќе покренеме ова малку на по друго ниво и ќе предизвикаме една вокална промена каде што сите викаат, окей, кога беше за Скопје, кога се направи таа објава, коментарите беа зашто секогаш Скопје? Зошто секогаш Скопје? Затоа што во тој случај имавме советничка која покрена оваа тема, така што голем дел од овие промени како што гледаме доаѓаат на индивидуална основа, на индивидуално застапување, индивидуално верување до потребата за ваква промена. Јас сакам да те прашам некои подлабоки прашања, но кога размислувам за колку општи проблеми имаме, викам дали да те прашам за тие прашања, но например, имавме на некои држави иницијативи за да имаме одмор на 2 или 3 дена, првите 3 дени на менструациите која ќе, како да кажам, менструално отсуство. Менструално отсуство. Да. Така се вика терминологијата. Добро. Што мислиш, дали е нешто што може да се направи во Македонија? И дали треба? Многу тешко прашање. Лани за денот на менструалната хигиена се поттикна ова прашање и баш беше на некоја ваква емисија јавна каде што луѓето се јавува на телефон дали треба да има менструално отсуство или не. И морам да кажам дека беше поразителни прво одговорите кои беа најмногу против воведување на менструално отсуство, а од друга страна најмногу на што ме повредува кога жени ќе се јават и ќе кажат сега се глумат, жените се силни, мора да бидеме силни, како очекуваме да живееме еднакво во еден свет, ако нас не треба дополнително отсуство од работа. Менструалното отсуство не е нова тема. Значи во на азијскиот континент има неколку држави како Јапонија и Јужна Кореја кои го имаат ова воведено уште во средината на минатиот век. И е полиса која обстојува, релативно е нова во Европа, со Шпанија, но секогаш за менструалното отсуство за мене е моментот за како истото ќе се регулира, бидејќи не е поентата да додадеме дополнителен товар на жените, туку едноставно да бидеме тука да им биде дадено тоа отсуство кога е навистина потребно. Доколку менструалното отсуство се воведе со земање еднаш месечно потврда од доктор дека ти може да отсуствуваш од работа, по дефолт ти веќе треба уште 2 дена да се домакнеш до лекар, да го најдеш лекар, да земеш таа потврда на работа и тоа е дополнителен товар и не е во своето јадро она што сакаме да го направиме за девојчињата и жените. Фактот дека имаме не се повеќе менструални нарушувања, но се повеќе се зголемува свесноста и дијагностицирањето на менструалните нарушувања и мора да сватиме дека менструацијата не е иста за сите и дека имаме голем број на девојки и жени кои се соочуваат со различни состојби за кои немаме лек. Значи имаме само третман кој во некој удел може да помогне со дел од симптомите, но не може целосно да ги излечи, па така за голем дел од жените ова претставува хронична состојба. И затоа мислам дека е важно да се покрене менструалното отсуство како тема, а исто се чувствувам дека и нашето општество се уште не е спремно да зборува за истото. Се надевам дека наскоро ќе биде. Да. Од другата страна, ние ги гледаме цело време во екран некои слики од последните активности што вие ги имавте. Спомна караванот, за што се зборува? Да, одлучивме малку да ги децентрализираме нашите активности, иако иницијативата се вика Период Скопје. Посетивме 5 града низ цела Македонија, каде што организиравме така наречени филмски проекции. Станува збор за филмот Period End of Sentence, кој има двојно значење, значи период како менструација исто така точка и End of Sentence крај на реченицата или крај на пресудата кој општеството ни ја дава поради тоа што имаме менструација. Овој документарец има освоено Оскар во 2018-19 година и е доста краток, што е многу важно за младите, а исто така многу убава прави поврзаноста помеѓу менструацијата, менструалната стигма и економското омакјување на жени во рурално место во Индија.
Работиме со млади лица, најчесто тоа се средношколци, зборуваме за како се чувствуваат после филмот, што на што најмногу им остава внимание, и секако најинтересниот дел, јас мислам дека за средношколците е квизот што го имаме, каде што сакаме да испитаме кој е нивното ниво на колку се запознаени всушност со менструација, менструален циклус и дел од состојбите како што се менструална сиромаштија и правда. Морам да кажам дека младите се доста запознаени со менструална сиромаштија, менструална стигма, јасно има зашто треба да се учи за менструација, многу добро и самите се застапуваат за вклучување на момчиња во овие разговори, но едно прашање што секогаш ни нека потфрламе е тоа колку трае менструалниот циклус. И сега, не знам дали е вака во албански, ти ќе ми кажеш, да, во македонскиот најчесто користиме менструација и менструален циклус наизменично, мислејќи дека има исто значење, а всушност менструацијата е само една од фазите на менструалниот циклус, па затоа многу често кликаат 5 дена. Наместо 28, што е просечната должина на еден менструален циклус. Исто и на албански јазик има такво нешто и секогаш се дискутира дали треба така или дали треба така, но овие работи со терминологија секогаш се проблем, особено кога луѓето не се запознаени со некој терме. Да. Од другата страна, многу ми се свијаше последната активност со пейнтинг, нели? Од каде идејата прво и дали имаше учесници, како беа реакциите прво, затоа што навистина беше еден интересен настан. Да, одлучивме овој ден на менструална хигиена малку поинаку да го представиме, бидејќи пред 2 години имавме голема конференција на оваа тема, имавме викнато голем дел на пратенички, нели учеснички на локално ниво, жени кои се вклучени. И оваа година сакавме малце да го смениме фокусот. Пак ние да си го прославиме денот на менструалната хигиена, но јас би рекла некоја почила активност. Заедно со Титинг одлучивме да преку цртање, преку креативност, да дозволиме да ги отвориме вратите за 30 учесници, во исто време да го прослава денот, но исто така и да го пуштат мозокот на пасање. Пошто се чувствувам дека периодов доста работи се случуваат и доста голем дел од луѓето генерално се уморни, сакаат малца покреативни работи на кои може и настани на кои може да се запознаат со луѓе, при тоа да не чувствуваат притисок. Одлучивме да направиме wine and paint настан, каде што секој од учесниците ја нацртал всушност својата идеја за што представува менструација и како изгледа истата. И морам да кажам дека имавме 30 прекрасни слики, сите со различен изглед и исто така значење, што навистина ги имавме овие муабети, додека се црткаш и зборуваш, некако наминовно е, и на почетокот настанот, а при тоа исто така можевме да уживаме. Така што тоа не беше идејата. Идејата не беше за еден баш настан за нашата заедница кој ќе овозможи воедно и некаков вид на одмор и солидарност, а истовремено да ја покренеме оваа тема која на нас не е многу важна. Дефинитивно, Теодора, ние сме на крај на разговорот за денес. Нешто за крај, нешто што можеби јас заборавив да те прашам, нешто што ти е важно да го кажеш? Само мислам би рекла дека менструалната сиромаштија и менструалната стигма се важни теми на кои треба да зборуваме, воедно и менструалното здравје, особено затоа што често ни викаат дека како жени живееме подолго, но статистиката вели дека не живееме поквалитетно од нашите сограѓани. Фала ти многу за овој разговор и се надевам ќе се видиме пак за некои добри вести. Да, и јас се надевам. Фала ти на тебе, Рита. Фала ти на тебе.